Hello! Ова видео ќе го одговори вечното прашање како да купам игри, PlayStation Plus претплата и други ингейм додатоци на PlayStation Store во Македонија. Процедурата е лесна и кратка и ќе ви треба многу малку време за да добиете можност да го користите целото library, целото богатство на PlayStation Store. На почеток треба да објасниме зошто се во ова. Македонија како земја ја нема во регионите на PlayStation Network, а со тоа не е возможно да се креира македонски акаунт. Следствено на тоа, од Македонија е оневозможено поврзување на македонска картичка или PayPal со акаунт, кој што впрочем рековме дека не може да се направи. Многу важно, македонска картичка не може да поврзете на ниту еден акаунт креиран во друг регион, затоа не губете време. Решението е малку сиво, но функционално. За креирање на акаунт во друг регион не ви треба картичка, ви треба само адреса. Моја препорака е да креирате акаунт во Америка или во Great Britain, односно Англија. Зошто? Сега ќе ви кажам кои се предностите и слабостите. Попустите во Америка се почести, поголеми и претплатата на PlayStation Plus е многу често поевтина. Од друга страна, целата палета на производи од PlayStation која што доаѓа кај нас, доаѓа под британскиот регион. Па така, доколку купите игра од некој од продавниците во Македонија, ќе можете да ги користите додатоците кои доаѓаат со неа, кои што се DLC, V-Bucks, дополнителни теми, in-game, саундтрак и така натаму и така натаму. Тие кодови ќе може да ги ставите само на британски акаунт. Дополнително ќе може да ги користите и картичките за претплата и за PlayStation Plus доколку ги купите во нашите продавници. Според мене, најдобро е да имате два акаунти од двата различни региони на иста конзола, за да ги добиете бенефитите од двете страни. Процедурата е боза, но морате сами да ја направите. Прво ни треба адреса во регионот кој што го избравте. Јас најчесто пишувам адреса на некој хотел во земјата во која што е регион. Толку акаунтот е креиран. Запомнете, секој акаунт мора да има различен имейл. Па така, доколку сакате да има два акаунти на вашата конзола, морате да имате два различни имейл акаунти, односно две различни имейл адреси. Купување игри, припед картички или PlayStation ваучери најсигурно е да си ги купите од физичка продавница кај нас. Но, доколку во моментот ги немаат, тогаш ви ги препорачувам следните сајтови. Јас најчесто користам g2a.com или CDKiss. Долу имате директен линк од G2A на кој што можете да купите припед картички или PlayStation Plus ваучерите според регионот за кој сакате. Многу важно е да знаете дека додатоци и картички не работат на различни региони. Убаво проверете пред да ја купите картичката за кој регион е наменета. Немојте после да ми се жалите дека не ви работи. И јас имам така зезнато, барем 2-3 пати. Без разлика што пишува Can't Activate in Macedonia. Купете ја картичката за регионот на кој е вашиот акаунт. После плаќање го добивате кодот. Кодот се внесува во Redeem Codes на вашата конзола или на вебсајтот на PlayStation. А на вашиот акаунт ќе ги видите средствата, односно PlayStation Plus претплатата или пак играта што сте ја купиле. Тоа е тоа. Сега кога имате средства на вашиот акаунт, можете да си купувате директно од вашата конзола. Има една јавна тајна што ќе ви ја кажам. Кога барем еден акаунт на вашата конзола има PlayStation Plus претплата, тогаш сите акаунти кои се креирани на таа конзола може да ги користат бенефитите, односно игрите кои што се симнати преку тој акаунт. Но, доколку сакате да ставите in-game goods, како што се например V-Bucks за Fortnite на некој акаунт, тогаш тоа ќе морате да го направите на истиот принцип, но за секој акаунт посебно. Тоа е тоа. Играјте, уживајте, се гледаме.